Председателот Ѓорѓе Иванов на 9 мај во Москва ќе присуствува на одбележувањето на 70 годишнината од победата над фашизмот. Одлуката да оди во Москва Иванов ја донел водејќи се од политика базирана на државните интереси, информира кабинетот на шефот на државата. Одлуката да се присуствува на свеченоста во Москва на ниеден начин не е во спротивност со стратегиските приоритети кои ги има Република Македонија, членството во Европската унија и во НАТО. Соработката на Република Македонија со Русија, Кина и сите други земји кои имаат интерес за соработка со Македонија никогаш не било прашање на избор, ниту на било кој начин на сметка на стратешките цели, велат од кабинетот на Иванов. Во Москва е најавено присуство на повеќе лидери од регионот, Европа и светот, меѓу кои и членки на Европската унија и на НАТО. Не успеа референдумот во општина Центар со околу 40% излезност, не се исполни потребниот минимум за граѓаните да решат дали ќе се менува фасадата на градскиот трговски центар. Градоначалникот Андреј Женовски ја обвини власта дека вршела притисоци врз граѓаните. Неуспехот на референдумот е силна и јасна порака не само од жителите на Центар, туку од сите граѓани дека нема да дадат подршка на сценарија и политичка злоупотреба која нема никаква конкретна позитивна цел за самите граѓани, велат од владеачката партија. ВМРО ДПМН немаше повик граѓаните да не учествуваат на овој референдум и немаше кампања граѓаните да не учествуваат или да не гласаат на овој референдум. ВМРО ДПМН, за разлика од СДСМ, покажа голем демократски капацитет и остави граѓаните сами да одлучуваат за ова прашање, рече пратеникот Илија Димовски. Железнички компании од регионот и кинеската компанија Коско анализираат логистички решенија за ефикасни брзи транспортни патишта од грчкото пристаниште Пиреа преку железничките мрежи на територијата на Македонија до Централна Европа. Според оценките, со развој на транспортната мрежа и создавање железнички собирен пункт на стратешко место во Македонија, ќе се забрза транспортот на стоки и ќе се зголеми конкурентноста на компаниите и економиите. Одамна ја имаме идентификувано и можноста Македонија да стане логистички центар на оваа рута. Целта на денешниот состанок е да се идентификува локација во Македонија која долгорочно би била логистички центар, како и основа за формирање посебна зона за евентуално полесно производство и други услуги кои се важни, изјави вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Физичките и правните лица од приватниот сектор со помалку од 50 вработени ќе бидат ослободени од законска обврска за водење на канцелариско и архивско работење, а за компаниите со 50 и повеќе вработени ќе следат олеснувања, односно ќе има обврска да водат единствено основна евиденција. Законските измени се иницирани од Сојузот на скопанските комори на Македонија, откаде што велат дека во изминатиот период на барање на ССК усвоени се повеќе иницијативи од голема важност за компаниите. Ракометната репрезентација на Македонија денеска го имаше собирот во пресрет на двата квалификацијски дуели со светскиот, европскиот и олимпискиот шампион репрезентацијата на Франција. Изабраниците на селекторот Ивица Обрван денеска и утре тренираат до надпреварот со Франција в среда во спортскиот центар Борис Трајковски. Како и за сите, така и ние немаме многу време за подготовки за Франција, но истото важи и за нив. Со позитивна мисла ќе влеземе во овие дуели, особено што имаме бот освен на гостувањето кај Чешка. Како и да е, Чешка е нашиот најголем конкурент за второто место во групата за Европското првенство во Полска 2016 година. На двата дуела со Франција ќе дадеме максимум. Постои респект за оваа селекција која никој ја нема надиграно последните 6 до 8 години. Тоа е едно уживање да се игра ваков надпревар. Јас сум оптимист дека ќе го дадеме најдоброто од нас, изјави на денешниот собир капитенот Кирил Лазаров. Дуелот со Франција се игра в среда со почеток во 20 часот и 15 минути. Европската комисија денеска промовираше реформа во борбата против зголемениот број на смртни случаи од сообраќајни несреќи, воведувајќи блокатори за мотор на автомобилите на лица што претходно биле регистрирани како управуваат во алкохолизирана состојба. Со овие блокатори моторот на возилото нема да може да се покрене ако се забележува алкохол во крвта на оној што седнал зад управувачот. Заедно со брзото возење, брзото преминување низ светлосните сообраќајни знаци и некористењето на појасите, возењето во пијана состојба е еден од 4 големи убици што предизвикуваат 75% од смртните случаи на патиштата.